Здраво живо, ова е нашиот нов подкаст Тиквешки Моавет. Денеска имаме многу интересен гостин. Се надевам дека вас ќе биде интересно и дека ќе забавуваме и дека ќе дознаеме нови работи од некоја струка што на сите ни е интересна и на некој начин сите сакаме да почнеме да работиме или да одиме на теретана. Тоа е нашиот фитнес тренер Младен. Добро дојде, брате. Фала ти што прифати да дојдиш тука, да не поддржиш у цела оваа наша работа што се обидуваме да направиме нешто. Пред се, ви се заблагодарувам за голема чест ево вака да се присуствува на нешто ново, нешто иновативно, интересно. Фала ти. Па еве вака сега полека да почнеме, пред да почнеме со официјалните прашања, чисто да те прашам како си, добар. Супер. Како се чувствуваш у амбиентот, у студиото, дали ти Па, го знаеш? надвор малце од студиото го знаеме, али се таа ситуација е надвор од наша бранша, така да малце е ново, Так. али Па и за тоа го направиме, Да, демек нели да да. биде интересно. Ај сега вака да те прашам прво прашање, како започна твојата приказка како фитнес тренер? Како ти дојде идејата да бидеш фитнес тренер? Од кај почна? Од кога? Од кој период? Има повеќе одговори на ова прашање, али да почнеме со тоа што јас сум цел живот у спортот. Со кошарка се бавев подолг период и кај сите, ајде да кажем, пропаднати спортисти, кривиме повреди и таква работа, демек не тргнале од кариера. Да, ми се случи и мене некои минимални повреди и сето тоа што немаше кадар да ти помогне у тие период како што да се вратиш назад на спортски терени, ме натера малце повеќе да навлезам и да се едуцирам у таа област, за да може да му се помогне на некој друг да ги нема тие проблеми натам. А кажи ми колку почна да се бавиш уопште со спорт? Од најрана возраст? Па најрана возраст можам да памтам некаде дека почнав со кошарка, трето оделение, Так. гимназијалец. Сигурно си тогаш, играл да. фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, тоа е. Кошарка беше, значи, Так, примарно тоа, али знаете, таа наши генерации како беше у малото можеш да знаеш и фудбал Јасно. и Мора да се уклопиш се, во друштво. да. Некој идол вака од кошарката имаш ли? Од се постаерите. Чисто да Тоа ти е. чепнам да почнеме Да, од да, негден, за да не биде директно на воа. Ќе дојдеме и до главната тема. Але највеќе сум Коби Брајант. Не, тоа е. Тоа е, готово. тие се, да не Не биде дека ја многу ги Мајкл пратствам, Џордан и тие ги тоа, знам али сигурно. тие се, да. Тоа време, мислам, тие позиции играеме така беше и се занесуваме дека сме каа нив на Па, имаше ли улицата, древче да. таква работа? Обавезно. Древче не, ама маички на Да, валуваме, да, че на можеш да кимони. си ја испринтиш нешто да направиш Јасно, некоја лепенка. После кошарката како дојди да бидеш фитнес тренер? Мислам, После кошарката имаше еден период кај што престанав со спорт и такви работи. Пак беше еден вид спорт, ајде да кажам, сајбер спорт ако се рачуна. Така. Али почнав да вежбам, за мене ме натера еден другар, дојме теретана да вежбаме, интересно, знаеш, почнуваш да учиш, нови ствари ти се случуваат, нови работи, заглавуваш на една ствар, наоѓаш решение и само ука си знаеш дека можеш до тука некаден да одиш и тоа ме натера малце да кренам да се мотивирам некако да одам да научам повеќе. Так. Тоа сигурно е периодот негден измеѓу основно и средно, така ли? Не, тоа е Или малце порано? покасно. Покасно. Покасно, да. Обично Веќе- знам дека се почиња нели пред 18 години, 16, Да, да, како е таму. Сега ви ги знаете тие работи, јас не сум многу упатен. Значи, се вежбаше и средна школа, но мада тогаш не беше толку теретана, повеќе беше спорт. Тоа што Так. се вежбаше, после дојди теретана и беше нешто ново, нешто интересно, али немаше толку информации каде денеска што имаме информации, беше Јасно. Па стриктно јас се зимам пример за тоа што јас сум почнал да одам на теретана у некоја си втора година, као беше може да идете, ама не бива, ама дојде. да. И тогаш се развиваш ти као млад дечко, тогаш мускулите ти растат најмногу, Да, нели? да. Се јадиш, не е битно, не пазиш на исхрана, Се си се најак. троше, одма се прави мускул, многу лесно, многу интересно. Тоа е Многу тоа. интересен период, али пак ти викам екипа е едно друго и денеска за жал се прати многу проблеми у тие дел заради тоа што кажат ја и ти кај другари у второ кој ќе крене повеќе, кој ќе направи Тука е. повеќе и тука стануваат тие некои Па проблеми што траат искрено цел и јас многу пати сакам да одам у празна теретана.
ти пред да почнеме да снимаме кажа дека идат и навечер луѓето да вежбат. Да. Покасно за тоа што изгледа помалци има народ и му е поубаво сами да вежбат. Од таа перспектива да не се надпреваруеме као гледа го он колку дигнал, сега ја ќе дигнам. Не, тоа е многу грешка мајндсет така ако тргнеш од теретана, заради тоа што ни сакаме, ајде да кажам да го искорениме, не, него ги едуцираме луѓето на тие дел дека теретаната е уствари за тебе. Не треба да те интересира другиот, може не знаеш колку време вежба, може вежба 10 години за да стигне до таму, може не знам, цел живот се баве со тоа. Сметам дека е така, затоа што многу пати и јас така си имам размислувал. Да. Гледа го колку диги сега ја че више. Така и после ме боле грбот, ракта ми е укучена, не знам. И како беше имам програма понеделник, вторник и после 6 месеца пак. Со програмче. Тоа е моја. Да. Ај во врска со теретаната сега да ми кажеш кои се најчести грешки што ги прават почетниците на пример. Сега почињаш на теретана и што е најголема грешка? Ете пак на тоа. Да се навратиме, да. Брзо, кратко, едноставно што можам да кажам, денеска имаме многу информации, многу ствари може да се видат, многу е лесно да се дојде до тоа сето и многу луѓе избегават да работат со тренер. Зошто да работиш со тренер? Баш заради тие работи да се постави една добра основа на тренирање, за да може натаму да се надградуиш на тоа. Ако немаме основата, џабе е сето натаму. Па ја мислам дека е многу битно да имаш фитнес тренер, затоа што како прво нема да го изневериш тренерот, оти ти лично сам, као ја денеска, не одам, а вака морам да отидам, оти тренерот ме закажа. Договорен си со некој, имаш договорен. Дали е тоа случај така? Има, да, влијае на некој, али Ево го Коста се подава, вика дали му цркаш ако не дојде. Да. Му цркам. Не за тоа дали ќе дошле или дали не дошле, да, му цркам, али да се дојде до една ситуација да се стави дека е исто толку морално да дојдеш на тренинг, а што е морално да отидиш да јадиш денеска, да си легнеш на време, да се напиеш вода. Зошто? Заради тоа што, например, тоа што го правиш континуирано го дава резултат. Ако ни се денеска прескокнеме тренинг, тоа ни дава шанса да прескокнеме и другиот пат тренинг, заради тоа што било тешко. Поготово нози кога ќе дојдат, никој не сака да вежба нози. И јас сум еден од тие. Јас сум спротивно, тоа ми е не знам. А например, ми е тешко гради да вежбам, после воздух не може да се изјавам. И такви работи. Па намали килаж. Да ти биде полесно. Ствари, ја не сум ни почнал да ставам килаж, треба да почнам да идам, не за друго. Да. Да знаеш дека ќе дојдам. Ти немаш ни пробано, може и да не ти е тешко. Јас сум одел на теретана, не дека не, ама не таа мера кај што не знам да извадам плочици, ме разбираш ти. Тоа е веќе сите да сакаме тоа. Да, друг левел. Да. Од друга страна, секој сака да биде згоден и да биде убав, а за да бидете згодни и убаво, треба да биде он тренер. Мора ја да има тренер. Да има тренер. Јас сум еден од тие, на пример, што му го кажува тоа на луѓето и баш тоа е доброто што треба да имаш добар тренер. Така. Па вака по мојабето што слушам, сега да не ти ласкаме тука, не сме скромни, ама си еден од подобрите фитнес тренери. Затоа и те викнаме, фала Богу и фала што дојди. Фала многу ми значи тоа. Така. Во врска со вежбањето, за оброците, за храната, дали е и колку битно, како се храниш, кој ти е пример, кој оброк треба да го изедиш после тренинг, пред тренинг дали треба се јаде колку сата, тие такви некои работи што знам дека треба подетално да му се објасни и затоа те прашувам тебе како стручњак. Ти викам, тоа е, например, се зависно со што треба сака да се постигне со самиот тренинг. Некој сака да намале килажа, некој сака да стави мускул. Така. Некој сака да биде побрз, некој сака да биде посилен, некој сака да биде поише скока и се тоа едно друго, тоа е сето различно за индивидуа. И исхраната, како што кажа, колку е битна, е најбитниот фактор у сето ова. Значи, тренингот кај тренинг може да си биде истиот тренинг, со некои мали измени, а храната е таа што ќе ни диктира нас дали ние ќе се здебелиме, дали ќе ставаме мускул, дали ќе намалуиме масти, дали ќе биеме побрзи и так. Тоа. Обично после тренинг, што преферирам јас сега, со искуство што сум стигнал до некаде до тука, е да после тренинг обично да се изеде, еве, да те мотивирам некако, дури може да се изедеш и чизкейк. Што збориш? Да. Ја ќе почнам да вежбам. Слушај, вамо, починjam да вежбам, ама после поголема ја на двоседот после. Разбираш, нема да ме собира тука. Ја така мислам. Сега. Не, нека чиз, нема врска. Чизбургер. Сирење со салата. Чизбургер без пупка, без помфрит и без чиз.
Не бива тоа. Тоа исто джота ги мииш ноите со чорапи, не бива тоа. Ништо, ја ќе пробам така, па после ако бива. Само со чизкейкот ќе пробаш или со тренингот? Па ти ми рече после тренинг чизкейк. Да. Сега мора да одам на тренинг, па чизкейк да апнем. Дали треба, например, да одиш и на нутриционист стручњак, пошто нели сите имаме различни крвни групи, дали тоа е битно у цела приказка. Сега ти ка фитнес тренер ќе одредиш храна шо како, ама може мене ка лик не ми одговара, оти пример крвната група ми е, не знам. Ва чисто онака што имам гуглано и така. Скрос на место прашање, значи нешто што сакам да разграничиме тоа што на пример фитнес тренер, кај фитнес тренер си има одредена должност, на пример што може да заврши работа. Так. Значи фитнес тренер не може да биде нутриционист, не може да биде физиотерапевт, не може да биде кај да кажам кондиционер тренер, ако ги нема на пример за мене тие надградби школи и такви ствари. Scope of practice, како го кажуваат, на пример, имаш одделено колку можеш да му помогнеш на човек. Значи прашањето треба да отидиш на нутриционист заради тоа што колку учел тренерот да биде тренер, толку учел нутриционистот да биде нутриционист и тоа му е специализација на нутриционист. Зборуваме за ако сакаш да имаш ефект, така? Значи ако сакаш да имаш максимален ефект. Како јас. Да седиш на кауч. Многу ми е убаво. На двосекот. Да. Ами кај да ќе почнам шо? Па шо, па никакви почнав шо, сега нили мислам дека јас сум некој, ама нема врска. Сакам да те прашам за суплементите, за хемијата, има теории на заговор, тоа е штетно, тоа е леле, не тоа е па пример сега ви викате дека е добро и Парашат две ствари, суплементација и хемија. Па добро сега, не сум у едното може да ти кажам, у другото не. Значи никогаш не сум работел со хемија и со таква работа, не знам на пример колеги што работат и таква ствари што е окей тоа ако навлезиш да го научиш, се со цел да му се помогне на човек колку треба, како треба, заради тоа што има дозирање и такви ствари. Исто како и кај суплементацијата, се што е над дозволеното е неубаво, да не се злоупотребува едноставно. Значи тогаш стануваат тие, ајде да кажам, несакани действија, секако дека помага, тоа за тоа е измислено. Суплементацијата, самиот збор ни кажува дека ни суплементира, односно ни додава тоа што ние не можеме да го внесеме преку храната за полесно да ни биде нас, ние упростува работа. А сега на дреб да изедиш една гајба пилешки стек, за да тука треба да испиеш 2 шејка и завршена работа. Мислам, ако споредиш, али на пример пак има сега тоа кога ќе дојде нутриционист, ќе ти каже дека тоа не се абсорбира исто како тоа и такви ствари и ќе ти каже кога смееш, кога не смееш да го пиеш тоа. И да. Убаво е вие работи да се кажат, пошто знам дека општо народот, посебно младината е заинтересирана за оваа тема и знам дека идат многу да вежбат кај тебе. И тоа сакам да точно му кажувам, значи протеин, чисто, whey протеин, најкористено нешто, креатин, ете, тргнуваме тоа. Тие се последно време најистражувани суплементи, значи креатинот се истражува веќе 30 години и нема најдено ни еден сайд ефект од него. Едноставно помага кај секој еден помага заради тоа што не е само за да вежбаш и да го напумпаш мускулот, него помага за ред други работи, да не навлеваме детално функција на мозок, растварање на енергија, најмалите детали, клетки на мускулот, значи скроз позитивна ствар од креатинот. И нема да ти наштете на бубреисте, оти тоа си викат бубреисти што кажат. Па кога видиш и сите пијат пиво и не знам и се тоа ми беше сега муабитот. Штетен ли е креатинот? Да, штетен е креатинот и одиш у кафењето, ќе го видиш он испил кило и пол ракија, не е штетна ракијата. Пепел вика ми истресил некој опијач, не е лошо. Побраќа цел саба или некој ми истресил пепел, многу ич не убаво. Да. Ваква некоја интересна случка у теретаната, еве на пример, кој е најчудното прашање што си го добил у теретаната, некој да ти рече и да се замислиш што да му одговориш, да е нешто или многу јако глупо или нешто без веза скроз. Може ми текно обично имам одговор скоро на сите прашања. Не мора да го кажуваш кој човек. Не, некој човек, него за прашањето ми беше, него да кажам така малку сум јас и брутално реален каде станува збор за тие такви работи, за одговорите, тоест. Ќе ти дојде сега, на пример, сега паче еуфорија, кога ти што кажам, на пример, сакам да бидам вака, зошто ти почнува времето да топлуе, ча извадиш под кошулта, нема да облечиш, треба мајчка на ракави да ставиш, па мускулче да се гледа. И сите сакат да бидат спремни за летто.
Па тоа Али муабетот е дека тие 3 месеца, ника сме ја деле последните 6 месеца кај што не требе, за 3 месеца как ќе го вратиме назад? Не може. Па Поарно некој- закаиш си зимување и оди со скафандрот, не мора да бидеш Вика, на поарно Бахамите, се оди срамам на- 7 дена, отколку вик цела година да вежбам да бидам јак. Ете, Тоа е гледаш, тоа. приоритети. Не, ќе го облечеме лечто од озгора пред шопа. А? Не морам да почнам да вежбам, ја сега малце на контра, мора да фанам да биде интересно. Иначе нема да не не е гледат. страшно, јас се контрирам секоја ден, така да не е проблем, навикнат сум јас. Има ли такви ликови од теретаната што идат посебно се? Добро, сега да не го навредиме понежниот пол, да ги поздравиме сите што не гледат. Ама знам дека они поише идат така да се селфуват. Има ли што идат стриктно само за да се сликат, да го видат дека е на теретана и да се маткаме таму? Мислам дека го нема тоа веќе. Па Го добро, нема заради тоа што многу беше стане пред, ако памтиш 2-3 години кога стана фитнесот интересен, или тогаш кога се кажа сите да вежбат наеднаш. Тогаш тоа се искорени, пошто имаше многу и одеше на социјални мрежи, не биди таков, не стави само селфи, не прави вака, едно друго, не? И баш од тоа што ќе каже другите, што кажа Косто у претходниот вакво, мислам дека почнаа да вежбат, а помалку да се сликат. И јас. Уредо е да направиш слика, мислам ти. Не, ја правам секоја ден слика. Си платил, па треба да го одработиш тоа се Да, плати. да. Ами не, Да. ќе доам се сликам и си одам, Да знаам дека си извежбал човеците како така е. И јас Така е. И јас тоа си го преферирам сега. Ете, не можев да се натерам некое време да вежбам и си викам дај бе, че извежбам за да се сликам и си почнам да секоја ден на пример вежбам, слика и после некое време ти текнува дека уствари ти си направил многу прогрес, оти си се сликал. Да. Тренингот не ни го памтиш така, секоја ден така, што бил. така. Зошто Ама за па сликата? има разлика Мотивација од нешто нас. те води. Се прави првата ден како си 40-та ден. Тоа например, да, како тоа си да, после ама 2 тоа е месеца. на пример дома што си прави слики за да видиш ти или Па да. една позиција или кај да кажам за следење прогрес и таква ствар. А теретаната, окей, може да има слика. Не е страшно, не е убаво е Да. да си направиш слика. Мозокот инаку ти функционира, че се видиш, убаво сум извежбал. Така е. Коста Собајл да го видеше како беше он А, застана. што збориш? Бај. Баш така, знаеш што, види, наредниот пат кога ќе иде сакам видео да ми снимаш и да ми го пратиш чисто онака за мои потреби. Готово. Да го оценувам Готово. после за поголем А, не, процент. Коки, не се лути. За уцени не, може да го ставиме. Да. Сила. Тамаме. Да го надоврзам прашањето или се кажеш уште нешто да докажеш? слободно. Па чисто нели, ај што се сликат, има ли така што се одмарат, че дое на пример и тренингот му трае 5 сат. Сега ако треба да извежбаш за 40 минути или за пола сат, а ти вежбаш 5 сат. Оти те Да, мрзе, значи да, сега не, да се едно те мал. мрзе, Чек тоа да е. се завртам вака, разбираш? Чекай, Тоа- како беше ова сега да се Да, и ја бев еден од тие, туку тоа е финтата што е баш тоа, ќе кажам пак технологија и едно друго. Да. Не сме фокусирани на таа работа што ја работиме. Убавините со тренер. Да. Толку време имаш пауза. Ама не. Толку имаш време пауза. Одмори. А може- 90 секунди. Ама може ли? Не може. После ќе отидеш. А ние, например, че ни стигне, Коста ми напишал, че снимаме вечер, ми напишала невестата, купи влака, си идиш дома и ти сега, например, твојот сет заминал, ти треба па да се загрееш, ти поминале сега типол што се вика, сега типол харикирам. Така е Али моја бе. 10 минути, 15 си олади, левамо си на пола тренинг. Треба пат загревање да Отпоно. направиш за да можеш да вежбаш. Тие што се, нели, што не дистракциите, ајде да кажам, значи што ни се случуваат, оти не сме фокусирани доволно. Тоа си е време за мене и Така. тогаш. Нели, фала Богу, флексибилни ако е, треба да се одговори. Тоа е најправилно. Да, Најправилно. Коста ти телефонот без телефон идел Коста на вежбање и тоа бил многу добро. Најправилно, да. Го оставаш Остави го каде, телефонот, тука пред врата, тука чак е. или околу. И имаш унатре слики, бога ми. Да, така е. А што после ќе ги продае некој друг ќе ја продае свадба? Не, ама се бива, може го оценуваат. Еднолично прашање воа не е у темата, чисто за мене. Ајде. Поубаво е да вежбам, пример, по пола сат, 40 минути или поише време? Брзи вежби или полека на тенане? Тоа ти кажувам, тоа е се што сакаш да постигнеш. Или сакаш да ми кажеш теретаната кога се ако платам? не, че не, не си платиш пред да си платиш дам ще кажам, почнеш да речем оди вежба. Не го. Така е. Моментот е пак се надоврзувам на тоа, многу сме зафанати, немаме многу време. Уредо е да некогаш и да извежбаш побрзо,
нели, што викаш 30-40 минути колку дојдам да завршам други обавези. А уредо е да извежбаш и сат и пол. Има разлика и од тоа и од тоа и пак е у зависност што сакаме да постигнеме. Пример, ја лани одев и на пример сега одам и вежбам саат време и убаво ми е. И викам чек сега уш малку. И пример 15 минути плюс. Сега уште малце и тоа саат и обично пол. го правиш на почеток кога почнуваш да вежбаш. Оти телото едноставно Има те снага. лаже. Да. Имаш енергија, Ама утре не имаш може, енергија, ама утре идат зошто? двајца ме дигат од кревет. Тоа е мојавет. Не, тоа секој Колку си ти го оде. имаш ли тоа искуство? Јас многу силен се осеќав првиот ден. Многу силен првиот ден. Да, Што и збори? после си легнав на брашното. Си легна на брашното, браво. Како се зига од инато. Од диното. Добро. Не, тоа си е нормален процес, на пример, што се дешава со тренингот, укучување и такви работи. Так. Али со самото тоа што вежбаш тие процес ќе се убрза и нема да биде така, него ќе дое таа што викат нели сите тренери што кажат убава болка. Да, Јасно. убава болка. Болеа годишка. Голеа годишка и убаво ти е пост тренинг. Наместо да бидеш изморен, ти имаш енергија. Да. Финта, не знам како. Јако. Не, види. Чудна. После секој тренинг, сега ја не дека сум многу активен, лани вежбав, година нема здраве ќе почне, бе. 100 пати кажав и мора да одам на теретана, вичи ова не На стрпе. другиот подкаст со теретаната го снимам. Тука со мускули, другиот Лайф подкаст. тренингот, лайф оде. За К15 го имате ли гледано на точно како е намонтиран? Ај, ќе го пуштиме тука у прилогот. Да, тука наваки на средината, рака негден тука. Си рек, ќе го речиш Цацко кога вика, ќе те направам си Абе, оманал нешто. Малку подинамично. Оманат си ми. Тие мали. Сакам да те прашам за пример почетник си и влевам у теретаната. Добро. И сега не ми е јасно Не што знаеш треба- кај си. Не знам кај сум. И сега Нормално. треба да вежбам. Ево Коста неки он тргна. Сега цело време те лафам, ама сват. Нормално, исто. Он тргна неки и вика ја влевам и не знам вика што и што треба знаеш прво како? како Сега, презенци. кажа влеваш у теретан, ќе кажа да се врата малце назад. Има многу луѓе што не ни дојдуваат до теретан, тоа што ги страде ќе дојдат у теретаната и не знаат што прават. Ме сваќаш? Што ќе правам ја ќе отидам у теретан? И не иде до тука. Добрата работа е кога ќе дојдеш ти у теретан. Има кој да те пречека, ќе ти каже што едно, друго, инструктори, тренери. Еви Коста не знаеш што тера. Кај оде. Се начекаме така на 2 пати го прашувам што вежбаш. Што не ме боле? Как бе што не те боле? Вчера вежбаше нози и бицепс, как нози и бицепси, вакво и такво. Сега ќе вежбам грб, зошто грб не ме боле? Добро. Ај утре пак се ме ќе боле и утре. Утре вака. Не, уреду. Значи инструктор мора да има теретана таква работа за да ти покаже што и како, дали ќе биде тоа со програма некоја почетничка, дали едноставно што се вика да ти каже која справа за што е како едно друго па Так. не ти крши глава, ама Чисто да те пресечам прашањето, си имали да седам да видиш некој на пеперутката се имали ја влече вака настаме, таква некоја, не. Оти има Тука, многу имам. такви смешни видеа на интернет. Има, ама добро. Седнал ја влече сајлото вака со двете нози. Тоа да се испаѓа, да, и тоа се дешава по тие фитнес планет, по Америките, по Gold Gym, по ваму таму. Многу народ Што се, е да, многу, многу се народ. многу народ и не знаеш зашо се спрема човек, може да се спрема да биде Спајдермен, од кај знаеш? Може сак да биде, не знаеш што сак да биде. Да. Негово си, остави си го, што сак нека прави. Тоа е тоа. Само да ја со крш справат. А може би и нич научиме некоја нова вежба, што од кај знаеш. Знам дека у теретаната идат и професионални спортисти, фудбалери, ракометари, кошаркари, Да. сите од секоја бранша. Да. Со нив како е ситуацијата, како се работи, полесно ли е, пошто се професионалци? Полесно ли? Работа, да, ама сега пак се враќаме на тоа, зошто го почна тоа, ти го почнав за нив. Да. Значи, по некако да кажам, ми исполнува таа работа заради тоа што кога правиме програма за клиенти, ајде да кажам, клиент си ти, ја имам програма направена и денеска ќе дојдеш ми речеш не можам воа, не можам вака, не можам така, воа ми се деси, ноа ми се деси. Што да ти правам? А кога ќе дојде за него, кога ќе ја напиши, значи е друга проблематиката, значи него тоа му е работа. Сваќаш така? И сега таа програма значи мора да успее. Јасно. А финтата е тоа што дека он мора да го изработи тоа, неко по секоја цена, нели? Кај нив има тоа премор едно друго. Али пое интересно нек да кажам заради тоа што можеш да извадиш максимум од човек. Па добро, ти се определил на тоа Да. и тоа го тераме до крај. Ја, моментално Сега- работам и со ракометарите и со кошаркарите. Да ги поздравиме сите. Поздрав, да, и до нив. Се надевам дека не гледат и дека ќе ни бидат гости у следните подкасти. Слушај вам, Да. мора да дојдете. А вака со... Имаме врски, че ги убедим.
Ќе стане Абе, знам, потежок не тренинг и дека мора да немаме, гледаш. е. Как? Сакаш да вежбаш или човеш подкаст? Или че Што ќе дојде или одбере? вербат ќе ви направам. Не, се зафрака. Да. За малку. Да, професионални спортисти малце е по, ајде да кажам, Нешто- захтевно тоа да се работе, али според мене мислам тоа ми е по-интересно и по можеш да видиш и ти до кај си што е едно друго. Ама и нели те сваќа вака поубаво, ќе му објасниш отколку на пример на некој почетник или не знам што смисля дека знае, а не е професионален. Не, сега гледај сега, например, ти професионалец му објаснуваш други работи. Не му објаснуваш, например, сега чучни врати, газот назад, ливо, али тоа, али коленто ти знае. бега напред. Него, например, вежбата како може да извежба за нијанси поубаво. Значи, он ако си негово тело е така навикнато, он направи така, може да смениш само некои ситници за да добие и он максимален ефект. А не е тоа дека ни се учиме таму да вежбаме. Јасно. Пак има корекции, ама Така. у друг стил се. Што да те прашам друго? Нешто што сакаш да кажеш ти, а ја што не те прашав и некоја идеја вака што сакаш да поделиш со јавноста што не гледа. Сега зашто вака ми направи? Пример, дали да вежба нема младинта да биде поактивна, Младинта- дали да бидат поишена Сега кафана. ќе кажа тука да, тоа нешто што најмногу го мислам у последните неколку месеци и е баш тоа што помина некој европско првенство ракомет. Така. Спремаме за светско и може ги изгледа другите репрезентации какви се кулкави се човеците. Јасно. А може имаш прочитано колку години си. И кај нас е тоа малце уште табу тема, тука ги кривам и родители и се заради недоволна едукација. Моето дете да не крева тешко. Зошто не крева тешко? Ние нема да дадим 200 кила на детето да крева. Ами тоа е исто. И че седнеме ние го гледаме ракометот и дошле ние од Фарски острови, со шо го ранат вие? Со шо го ранат тие, шо да не... Па така е. Не бе се Види. вежба, значи тоа ми беше муаветот. Значи треба да се почне од шо помала возраст ако сакат ако се определени да бидат спортисти. Значи кај нас не се знае уште дали сакат, дали не сакат, али тие што сакат да бидат треба да почне порано. Значи виче некаде правиме муавет за возрастна граница 13-14 години кај што мора да почне да работи сила тренинг, Така. за да може да разболиве нели други хормони на раст и на таква ствар. Напротив од тоа што се знаеше нема да порасне, Да. ќе порасне многу повеќе. Јас знаеш што мислам дека и времето е малце различно од порано, затоа што многу малци деца им што се дават максимум на некоја работа, на пример, сакам да бидам ракометар и тоа трае 2 месеца. Да. Не трае од пример од забаваче да тргнеш на школа и јас сакам да бидам ракометар и да го сунуваш тие сон ка Да, претходните генерации. да, Сега да. е се нешто многу брзо, многу Сега, наеднаш. например, нашите генерации кажа, че кад се вратиш назад, никога беме, ајде да кажем, нивна возраст клинци, беше момент се сретнеш што тренираш. Така. Убаво Сашо- кажа на почетокот, нели кошарка и Што тренираш? Ама секој еден тренираше нешто, дали беше фудбал, дали беше ракмет, дали беше кошарка, у генерација имаше по не знам, Така. 5 спортисти имаше у генерација. Сега нема 10. Не, сега Ама тоа има, знаеш ама зашто? не може 10 да одбериш. А- Тоа е работа. Не, Тогаш- нема. Добро. Право муабет. И тоа што викаш, не можеш да одбериш. Има, ама тоа знаеш цел што? тим, ама сите се клјакави некако. Ја кога правам нешто, например, првично, ако се деса некоја мислам, кикс или едно или друго, или нема напред у програмата, прво нешто што барам кривицата кај ме. Ја да не правам нешто грешка, да му е многу тренинг, да не му е вакво, да не му е такво. Така. И пак, ќе ти кажам, брутален сум у тие дел. Децата денеска се многу зафанати. Многу се Да, зафанати. баш. Ама еве реално ти кажувам, оде на школа. После тоа треба да отиде на тренинг кошарка. После има англиски. Ама тука има и математика. Оти Да. има тест. И ти кажа, че ги собереш тие сите ствари, мозокот му изчурен него до 8 саат вечер. Ами не да може да треба да дојде на тренинг у теретана кај. Тоа И што сакам правим? да го кажам, сега да не те прекинувам у мојавитот, ама у наше време, ја колку што памтам за мене, ми викат дома, што сакаш? Англиски, музичко, фудбал, кошарка, на што сакаш дојдеш? Точно. На музичко. Да. Другото нема. Ама сега еве тие да што било, одеа и например, на и англиски. музичко и англиски, еве да речиме. ама прав мојавет, не можеш максимум да се посветиш на тоа. Точно. Затоа и си стигнал до некој ниво, затоа што сум бил само на тоа и тоа ми било главна цел. Да. А тие што одеа на англиски, на фудбална одбојка, на среќа базен што не можеме на ватерполо да одат. и крај се. Тоа сакам да кажам, сега може и чијаве, нели? Туку кавадарци че идеме да се бањаме. Да. Па за вас викаме и А, Ливарда тука пливка. Мојаветот Да се ми е- плива, бе, шо, Да, бе, тоа е да, битно. да. Не е битно, битно е да има вода. Што сакав да кажам?
сегден се и што викаш немат време за ништо. Еве, оде на час по физика, на час по математика, на англиски виче тоа, виче знаеме дека сите одат, Да. тука нема виче маа. Спортот го турат како пета опција, оти немат време од вие основни работи што треба да ги учат. За да добие добра оценка, нели? Да добие добра оценка, уредо е, ама по-доброто некој сите го заборават кога ќе дојде. Оти денеска, например, кога се завртиш у Гоце Делчев, ајде да кажем, сега ќе го кажем најблиску ни е тука Така. девето оделение. 50% од деца се дебели. Тоа е Што жал. не е жал, страшно е. Што правим за 20 години од сега? Ме сваќаш што сакам да ти кажам? Потенцијални Така е. диабети, холестероли и такви ствари. И вежбањето никој не го гледа како деме кај оди изгуби го времето или да не ми седиш дома на ваквото, на таквото, една друга инвестиција за здрави пред се. Не за сега, за после 20-30 години. Држи вода моабетот и се слагам со 100% и се надевам дека ника генерација у наредното време дека ќе го смениме тие тоа размислување, тие мајндсет дека Ние сме сега на нели, нашиот чекор е сега да го Тие направиме сме за да тие, го ништо направиме треба да се смене нешто. затоа дечки вежбајте и не си играјте, ево го тука инструкторот, он ќе ви каже што како. Не и си така име многу сум зафана, немам време, ама ќе Лаже ви кажам и ќе ве приме. има тренери. Кај на Мислам- Соградот добро е. Значи ми се свиѓа тоа што почна да се развива тие мајндсет, да се вежба, размрда ние градот у тие дел. Кај што беа кафениите пред 7-8 години, 10. Така. Абе, оно нек си работи кафенијата. Сите нека работат. Ама, Не викам не. Ама Јас. од Јас значи сите има и кафене и треба да отидеш у кафене. Ја пред ти кажеш кафана дојдеш у отиди на тренер теретана, па оди у кафен. на чизкейк, така ли? На чизкейк. така. На чизкейк. А решиме работна. Да. Да. Кажи ми, как се свиѓа емисијата? Убаво ли споминуваш? Да. Оти времето Да. вака, не скајчи летна, мене Времето мислам се ми летна. помина пребргу. Јас, да, си признавам, имаше трема пред да дојдем и се тоа, ама некако Помина, нели? супер. Не ни осетиме, значи тоа е беше поент. окей. Кежуал. Така, лабаво. Да. Значи, фала ти уште еднаш што дојди, фала што не поддржуваш и ни максимум ти поддржуваме благодарам, те во да. твоите работа. покажам Дечки, уште еднаш. Во е нашиот гостин, ние сме тиквешки муабети и се надевам дека ќе се допадне ваа емисија и следната и сакам да ви кажам на сите да стиснете subscribe или да се претплатите на нашиот канал, тоа е тука доле под видео и стиснете по едно палче лајче, поддржите не ве кошта ништо, а нас многу ни значи. Фала ви уште еднаш и се гледаме на наредниот подкаст. Поздрав. Чао. Чао.